Американскиот председател Доналд Трамп нареди да бидат обелоденети 2800 документи поврзани со атентатот на председателот Џон Кенеди во 1963 година. Сепак под притисок на FBI и ЦИА, тој го блокира објавувањето на некои информации заради натамошно разгледување во наредните 6 месеци. Американскиот конгрес во 1992 година нареди сите записи во врска со истрагата за смртта на Кенеди да бидат отворени за јавноста, при што утврди крајниот рок за објавување на сите материјали да биде 26 октомври 2017 година. Трамп во минатата сабота потврди дека ќе дозволи отворање на документите. Меѓутоа вчера представници на Белата куќа информира дека Трамп им наредил на владините агенции да ги проучат задржаните документи во следните 180 дена, за да утврдат дали треба да останат скриени од јавноста. Во меморандумот до шефовите на FBI и ЦИА, Трамп наведува дека американскиот народ заслужува што е можно повеќе пристап до документите. Директорот на ЦИА, Майк Помпео, бил главниот поборник за чување на некои материјали во тајност, рече еден висок официјален представник на администрацијата. Иако Кенеди е убиен пред повеќе од половина век, во документите се вклучени информации од истраги водени во 70-тите и 90-тите години од минатиот век. Експертите кои го проучуваат убиството на Кенеди на 22 ноември 1963 година за време на поворката во Далас, велат не очекуваат пакетот досија да понуди големи детали за тоа зошто Ли Харви Освалд го уби председателот Кенеди. Тие исто така сметаат дека последната серија од над 5 милиони страници за атентатот на Кенеди, што се чува во Националниот архив, малку ќе придонесе за смирување на теориите на заговор дека убиството на 46 годишниот председател било извршено од, например, мафијата, Куба или од други непријателски земји. Илјадници книги, стати, телевизиски емисии и филмови ја имаат разгледувано идејата дека атентатот врз Кенеди бил смислен заговор. Никој досега не даде убедлив доказ дека Освалд, кој беше убиен 2 дена по убиството на Кенеди, работел со некој друг. He's been shot.